Денес имавме второ рочиште од оваа нонсенс тужба која што Вице Заев ја поднесе против мене за клевета. Самото денешно рочиште покажа дека е целосно безпредметна тужбата и дека нема поента зашто е поднесена и е целосен, како што кажав, нонсенс, ве малтретираме вас, ја малтретираме јавноста, го малтретираме судот за работи кои што се очигледни. Денеска свативме неколку работи од распитот на тушителот Вице Заев. Прво, дека истиот апсолутно е јавна личност. Нешто што од тужбата и неговиот адвокат на подготвителното рочиште тврдеше дека тој не е. Именно адвокатот кажа дека Вице Заев не е јавна личност и дека нема давано изјави во медиуми. Од моја страна беа презентирани негови интервјуа во медиуми и со самото тоа господинот Вице Заев призна дека е јавна личност. Кога сте јавна личност, мора да сте подготвени да трпите повисоко ниво на критика. И кога нешто ќе биде кажано за вас, имате два начини да одговорите. Да го потврдите или да го демантирате, ама никако да се тушите во суд. Тоа е основен постулат на одлуките кои што ги носи Европскиот суд за човекови права во Страсбург, како и на одредбите кои што ги имаме во Европската конвенција за заштита на човековите права, во Уставот на Република Македонија и во Законот за слобода на јавно изразување. Понатака втора работа која што се утврди денес во ова рочиште е дека истиот е собственик на повеќе компании од она што е познато во јавност. Имено самиот кажа дека е собственик на две компании, за после тоа самиот да се демантира дека е собственик на уште неколку компании, ама таму има по како што самиот карикираше 20 и нешто проценти, што повторно го прави собственик. Третата работа која што се констатираше денес е дека добил за само 40 квадрати стан земјиште кое што е во вредност апсолутно 2 милијарди денари. Значи, надписите кои што вие медиумите ги кажувате, тој денес ги потврди. Потоа, потврди за неколку негови бизнис партнери за кои што се спомнуваше во минатото. Потврди дека тој лично и неговото потесно и пошироко семејство е дел од бизнисот со одгледување на медицинска марихуана. Потврди дека е дел од бизнисот градежен. И исто така потврди дека неговите компании имаат раст во изминатите години, што мене ми дало право да заклучам дека станува главен бизнис фактор во државата, така што мислам дека денес со распитот на Вице Заев се потврдија сите наводи кои што јас ги имам кажано во тоа телефонско јавување и со самото тоа сметам дека судот треба да ме ослободи од вина на следните рочишта. Следното рочиште ќе е за изведување докази и завршен збор и после тоа ќе имаме рочиште на кое што ќе треба да се донесе пресудата. И финално што би сакал да кажам, иако јас се бранам сам, а од другата страна господинот Заев го брани адвокат, не би сакал да навлегувам во стручноста на адвокатот, но видовте и самите на крајот дека доколку сакав да го отфрлам клучниот и крунски доказ, а тоа е CD-то на кое што сум ја дал изјавата, а без тоа CD практично нема судење, и доколку дадев предлог, судот ќе мораше да го прифати затоа што процесно сум во право, јас одлучив тоа да не го правам, со цел да може истото да биде изведено на следното рочиште и да се докаже дека сум во право. Благодарам.